Благодарам, јас очекував дека ќе даете пауза, ќе ги повикате пратениците од... Се извинам, подпредседател. Подпредседател. Да не се налути председателот, не за друго. Председател на партија мислам вие, немој сега да влегувате у филм за председател на собрание дека ја направи... Ај, веројатно вие ќе имате шанса да станете председател на партија. Добро, благодарам. Очекувам дека ќе дадете пауза, барем половина час, за да можете да ги обезбедите пратениците од власта и како што милува председателот на собранието да каже, покажете ја салата сега да видат кај се пратениците, затоа што срамота е да се најдеме во ситуација на уставна криза, кога веќе ја натеравте председателката на Комисијата за избори и именувања да го крши деловникот, да добие интерпелација, да добие утре и кривична пријава. Дајте, заштитете ја женава, да го изгласаме единствениот кандидат од националностите кој што влегува по клуч, а за кој што немаше забелешки во однос на дискусиите на комисијата, која ги кажувавме сите работи кои што се случуваат, туку најголем дел од забелешките се за малата професионална кариера и за начинот на избор, односно преседаните кои што ги прави власта. Меѓутоа, гледам дека вие сте решени да го доведете собранието во државата во уставна криза и изборот на уставен судија да не се случи денес. Зошто е ова вака, ќе треба вие да одговорите на граѓаните, затоа што гледам дека економските мерки кои што ги повикуваше премиерот Димитар Ковачевски, за кој што имаше пред 2-3 недели дури и вореден прес во 21 часот, помисливме дека е некој напад на државата, кога бараше од нас да не се одржи седница за пратенички прашања, а да веднаш поминеме на изгласување на економските мерки, и дел од тие мерки се наоѓаат на денешната седница како трета, 13, 15 и 20 и не знам која точка на седницата. Вие терате со уставни судии, за жал еве во моментот кога имате услови до крај да го прекршите деловникот и начинот на работа и да го изберете на начинот на кој што тргнавте да обирате, владеачкото мнозинство нема доволно пратеници за избор на председател. Затоа сугерирам до вас, не можам да решам, тоа е одговорност на тој што го раководи со седницата, да дадете пауза од некој одредено време. Се надевам дека ќе успеете да соберете пратеници доволно за да продолжиме со работа, односно со изгласувањето, за да, еве, Кацарска, вие не сте во ситуација да не обвинувате дека уставната криза ја предизвикува ВМРО ДПМН. Благодарам.